Добар ден, добре дојдовте во новото издание на Никој да не знае. Како и во неавата пс, никој да не знае, освен јас, вие и таа нашата гостинка. И како што е редот, можам многу да зборувам заради тоа што не ја познавам многу лично, но исто како да ја знам цел живот, имам такво чувство. Многу искрена е секогаш во сите интервјуа, се надам дека така ќе биде и овој пат. Целта и всушност на Никој да не знае едно профилно убаво интервју со нашите пејачки и пејачи, ни за друго, за да создадеме идоли. Тоа се вистинските идоли и тоа треба да ни биде примерот на сите нам, нели, да научиме нешто од нив. Инаку сите тие се луѓе и секој од нив поминува и низ убави и низ тешки моменти, има и тага, има и радост, има и смеа и се нешто што носи животот. Инаку, во интервјуата кој што ги прочитав, се подготвив баги за неа, иако мислев дека се знам, не сум знаела баш се. Вели, не планирам никаде да одам додека не ја извадам од мене музиката што ја носам, тоа е првото нешто колку вака за најава. Потоа вели вака, јас растев со булинг кој не беше на социјални мрежи, булинг кој може да го слушне и види само оној кој се соочува со него. И потоа немав доказ дека воопшто ми се случува. Ке ви кажи нешто вакво. Клучниот момент да започнав нов живот се случи тогаш кога се уморив да ги обвинувам сите други околу мене за моето незадоволство и сватив дека единствениот одговорен за среќата во нашиот живот сме ние самите. И сега вајда веројатно ќе ви биде најлесно и најјасно која е таа. Најлесното да, вели, во мојот живот дефинитивно го кажав на човекот кој од прва ми го усвои срцето со се што носи во себе. Се смешка Ивона Јовова. Никој да не знае. Мудра, како тече леко дивите. Да. Мудроста повеќе излегувала од мене. Убава најава, ти благодарам. Да. Моје задоволство е конечно, ја ти се извинувам јавно што Конечно, 100 пати се договарам. Да, не можавме до сега да се прилагодиме и да се видиме, извини, ама ева сум тука, сега спремна, што би кажала ти, репетирана, да зборуваме. Така е, да. За убави работи. Така е, да. За убави работи. Па добро, убави работи има заради тоа што ајде да почнеме од ова што ми го кажа пред да почнеме, нели, кога те прашав што има на тема музика. Велиш се спрема албум. Како беше во среда одам да снимаме? Секоја среда за Велес. Значи вчера беше за Велес. Да. Добро. Се работи активно, постојано влегувам во студио, постојано се дружам со тој микрофон затоа што е многу различен од микрофонот за настапи, се запознаваме, многу почесто се дружиме и работиме заедно со мојот Темелко Андреев. Така да тоа се креира, се твори, се што поминало во животот сакаме сега да го испееме, да го кронисаме со едни убави текстови, така да со Божја помош сигурна сум дека ќе излезе убав албум. Тоа. Зашто баш Темелко? Па со него кликнавме. Тој ми е старосват. Да. Но првин кликнавме, молитва. Ти го старосватот го наоѓа невистата, така ти го. Тоа нема врска, ама секако да. Нека мислам така се поделивме, да. Инаку со Темелес кликнавме после молитва. Молитва е негова. Молитва ми ја подари, што се вели од душа ми ја даде, ја напише и ја создаде и после молитва сватив дека тој е човекот пред кој што можам да творам, затоа што во студио е една друга атмосфера. Во студио сме јас, тој, микрофонот и сите муабети кои што таму ќе се направат, остануваат таму и после излегуваат на виделина у музиката. Така да, музика. Така е, да. Молитва дојде пред убавиов ова молитва ја објави во август 2025, во мојот најтежок период. Да, еден од потешките периоди. Тогаш кога го минував, но не се снимаше во тежок период. Се објави во еден тежок период. Така е. Кога би зборувале за се она што ти се случувало низ детството и за тоа дека музиката беше некако дел од твојот живот, како велиш, првата шанса беше од раѓање и веројатно таа нели, која што ме носела или знаев, а второто беше кога стана дел од оние сите музички шоуа, но и претходно кога на еден телевизија ги гледаше млади бунтовници, ако сум во право. Така, а второ или трета причина, да речеме, за создавањето на некакви идоли беше твојата мајка. Веројатно и кажавме да не гледа, па ке не гледа. Да. Па создаде идоли како Калиопи, Маја Оџаклиевска и не знам, Марија Шерифовиќ, луѓе од она време и од ова време новото. Точно така се музиката не можам да се пофалам дека датира од како сум се родила, дека памтам за неа, но ја открив од како почна активно да се пуштаат
ТВ серии, кои што не се како денешниве турски, туку беа исполнети со музика. И почнав да си пеам, но никогаш на глас. Не пеев на глас. И ден денес не учам песни на глас. И после некое време дојде таа приредба фамозна за која што имам зборувано, на која што го имам откриено мојот талент и самата на себе си го имам признано и од тогаш не престанав да пеам. И како што сум кажала, не ни планирам да престанам дори не ја извадам целата музика од мене што имам. А да не заборавам потоа да те прашам. Тоа е прашање во однос на тоа заминување од Македонија или деслување или живење, Не, заминување од овој свет. Аха, воопшто, за земното. Присуства, добро. А кога сме на тема Македонија или надвор од неа, си размислувала на таа тема? Па не планирам, немам планови такви, немам ништо такво. Сега за сега сме тука, тука ќе твориме, тука ќе создаваме, Божите патишта се секогаш чудесни, кај ќе не одведат не знаеме, јас само пливам низ нив. Да. Бог беше дел од твоите интервјуа и пред, нели сега, но сега некако почесто го гледам низ твоите. Ова е Ивона пред и Ивона потоа или не? Па се доживуваш така? Стално знам јас тоа да го кажам нов живот, стар живот, па сега да не искористам истата терминологија, но дефинитивно е сега нов и стар живот, затоа што се она што било старо не е заборавено, тука е, во некоја фиока, искуството е превземено, ставено во срцето, во душата и сега заедно, сега не чекарам сама, знаеш, има еден текст, добро, проба сега сама, не успеа, let's try with me, Господ која ти вели, сега пробај со мене. Така да сега сум заедно со него и сега е се полесно. Сега е се полесно. Те усви, вака ќе одам сега, нема да биде интервју која што нели ќе ме провоцираш и инспирираш и ти, иако поинаку планирав, ама не е важно, тоа важно е да биде добра. Да. Кристијан те испровоцира во Охрид кога ги правевте тие фотографии и кога те натера да видиш колку да се засакаш себе си, како си рекла во едно интервју. Така почна никако се или почна на социјални медиуми со дописки, приписки, муабети и така натаму? Не, со Кико почна на социјални мрежи. На социјални мрежи, дефинитивно. А потоа она сликање во Охрид кое што си го не знам за кое сликање во Охрид. Не знам, на некое сликање во Охрид вели во едно интервју дека толку ти покажал нели што тоа гледа он во тебе, во тие фотографии. Не, тоа беше отпосле од како се венчавме, имавме викенд заедно и објавив фотографии и описот беше како ме гледа тој низ призмата на фотографијата затоа што слика. Освен што сите со се занимава во животот и слика и тоа му е некако љубовта и видео и фотографија и секогаш лови некои моменти од мене кои што не ни знам дека постојат и затоа ги објавив као мојата јас низ неговите очи. Односно како тој ме доживува низ призмата на, тоест низ неговиот објектив. И треба сега за роденден објектив да му купам. Кога му е роденден? 27 септември. Па добра, не е баш сега. Да, имам време. Имаш време, така е, да. Кажи ми како, не знаев дека си стационирана, не знам и дали гледачите знаат во Свети Николе, како и тоа велиш куќата е преубава и е блиску до центарот, а е далеку од се нешто што се случува во Свети Николе. Помал град, јас имав транзиција од Скопје во Куманово, па од Куманово во Свети Николе, така да се навикнав, не движам многу. Мојата рута е станување, теретана и дома, нека продавница евентуално. Се навикнав, не беше sejedно, уште sejedно сега, да бидеме реални, менуваш многу ствари, но пак ќе кажам, со Божјото присуство сега нонстоп ќе го спомнуваме, затоа што дел од мене се е полесно и движиме и големата љубов помеѓу нас, затоа што имам човек кој што во овој момент не гледа, ќе го поздравиме, и во најтешките мигови низ оваа транзиција е тука. И знае со убав збори, со убава реченица да го смири срцето, така да тоа е најважното од се. Другото се е минус плюс. Да. Везењето.
како нешто што не смееме да го заборавиме. Значи, пехачкава ќе научи да везе, ќе научи се. Добро. Тоа е некој семен бизнис колку што те разбрав. Така, мајка му на Кико работи нешто, а вие помагате во ти, односно Кико помага и ти сега. Да, така. На Кико е самата машина. Имаме машина за везење и се везат различни пригоди, се везат пешкири за крштевање, сега последно имаме се велови за свадба, има салфетчиња за намаса со иницијали, свадбени, се што може, мајчки, да, така да тоа го учам, ама не е везење, везењето е со едно дугме, ама претходно имаме подготовка. Процесна подготовка. Мозоков ми функционира на англиски претешко е. Preparation. Као подготовките се на компјутер, така да се прават дизајни. И тоа сега пополека почнувам да го учам и ќе видиме. Да. Ја се пробувам, зашто да не? Да. Што е твојата улога таму, да додадеш нешто, да направиш? Сега само ментално учам да го правам дизајнот, као да го... Значи дизајнот треба да се направи на компјутер, претпоставам. Така, се нешто треба да се направи, нешто рачно, нешто има готово, ама у принцип рачно се работат и сега тоа одзема време, има таму некои техники, сега ги учам, јас сум со тетрат како ученичка. Така да тоа е тоа. Да. Да не заборавам уште нешто од новата Ивона, ќе го трчаш преспанско, околу преспанско ќе трчаш. Ајде да бидеме по-концизни и прецизни. Да, се сабалја во објавата, се објави вчера, направив скеџул. Добро. Да, ќе трчам. Се подготвувам за трчање околу преспанска. Мом? Да, Преспа Run and Fun се вика настанот. Ми излезе, не знам како. А претходно имав почнато да трчам, ама без цел. Трчаш. Трчаш за на трака, да. И кога ми излезе, и датумов ми одговараше, 20 јуни, зашто имам време. И кажав, ја одам на ова. Кико ќе дојде со мене, не знаеме дали ќе трча. Ќе видиме, он вели ако се зинајатам ќе победам. Викам, љубови, не мора да се инајатиш. Можеме да идеме лагано. Така да ќе се опуштам, прва трка е во животот. Моментално работам со кондиционен тренер на кондицијата, на подготовките, работам и тежински тренинзи, така да активно се работи и уживам во тоа. И сега имам еден проблем што не си давам одмор, нели вежбаме 2 дена па одмараме. Ја тој ден кај што треба да се одмара, извини, ама не можам да го направам. Не ми бара телото. И тоа е тоа, и не можам да одморам. Сега валјда ќе покаже телото кога ќе треба да се да одмори. Сега за сега сум супер. Да. Фала му на Бога. Споменав и во најавата дека ти си оној кој што зборува отворено и мислам дека најдобро е така, нели, за некои работи кои што ти се случуваат и помалку убави во животот. Споменав во најавата, велиш, растев со булинг кој не беше на социјални мрежи, булинг кој може да го слушне и види само оној кој се соочува со него и потоа немав доказ дека воопшто и ми се случува. Во основно училиште постојано имав булинг за мојот физички изглед, само што тогаш во тоа време не беше нормализирано да се зборува гласно и отворено за проблемите со кои се соочувавме. Велиш, па не сакав моите дома да ги замарам со тоа и никако сама поминував ни сето тоа. Што се случуваш? Мислев дека е нормално. Мислев дека е нормално? Да, мислев дека тоа по дефолт, ако си дебело дете, дека треба сите да ти смејуваат. Да, точно така и баш денеска излезе видео од насилство во школа и сум дури немам зборови за тоа и се надевам дека институциите ќе подлегнат под односно ќе се освестат и ќе направат соодветна казна за сето тоа, затоа што сега имаме и докази. Ние тогаш тоа време немавме телефони, ние се смејувавме, тоест трпев и смејување вербално. Што те зборува? По принцип за изгледот. По принцип изгледот движеше. И бев, не знам, дебелата, или ме вика и дека многу учам, затоа што учев многу. И за тоа имавме булинг, имавме различни категории на булинг. Ако не си дебелата, тогаш си нели ова бубоница. А не Боже, па да си истото. Као дупли. Нема врска. Не го гледам како нешто што ми предизвикува моментално стрес или да сега нешто имам гнев во мене. Имам опростено на тие девојчиња и машки. На некои им пеев на свадбите. И да, и ги благословував со мојот глас, затоа што целиот тој булинг кој што
настануваше, целиот тој булинг кој што имаше настанато, прекина во моментот кога почнав да пеам гласно во училиште, затоа што нели, иако учев во прилично големо училиште во Куманово, едно од поголемите, брзо се ширеше веста дека некој таму од четврто 4, четврто 3 знае да пее, знаеш. И тоа бргу се искамуфлира. Како и ден денеска, како што знаат многу луѓе да се кријат позади професијата, кажат дека зборам јавно и гласно кажувам работи сум искрена, но би тука додала дека не објавувам се што ми се случува. И затоа луѓето многу си земаат за право да размислуваат и да дебатираат околу ајде да кажам мојот живот, затоа што мислам дека се што сум ми објавила, тоа е мојот живот. Не објавувам се, дури и не објавувам во исто време кога ќе сум дел од слушувањето, дури дома монтирам и објавувам, затоа што сега гледам да го уживам секој сегмент и секој момент од постоењето. Еве сега беше присутна кај што се јавев на телефон. Дека нема потреба, кој треба да види за објавата ќе види, не уживам во секој момент од денот. Предходно како беше? Предходно те интересираше да бидат повеќе луѓе, да бидат повеќе коментари, но морам да кажам дека и кога сме кај коментарите, велиш дека и ден денес имаш коментари кои што не се одвесуваат со она што го објавувам. Велиш дека некако не научивме. Да. Не знам, јас еве низ оваа емисија, јас сум 20 години на 25 на телевизија, не научив како да се справам со тоа дека некој ќе се земе за право да напише се нешто за луѓето, без при тоа да мисли дека може да има последици по нив, како да кажам, не. Јас мислам дека сите тие луѓе кои што го пишуваат тоа, дејствуваат од сопствено знаење, да знаат подобро. Сигурна сум дека ќе дејствуваат подобро, затоа што пак се ставам јас. Јас сум дејствувала во одредени периоди од мојот живот, толку колку што сум знаела. И баш поради тоа исто сум била како тебе со исто мислење, но сега од оваа перспектива само ќе го прочитам коментарот и дури не ни стигаат сега поново до мене, зашто ми е исклучено да не ми стигаат само ако... Како? Коментари немаш? Не, може, ама да не ми стигаат во нотификации, кога нема потреба да ми го обземаат вниманието. Можам да се помолам, затоа што тој човек сигурно сака да биде подобар. И може да биде подобар, ако некој му покаже како, ако му возвратам на ист начин што сум направила, јас сум исто како него, а не сум, сакам да бидам, се стремам да бидам подобра, така да нема потреба од тоа. Дури сега во сообраќајот знам да вежбам трпеливост, кога некој ќе ме пресретне, ќе ми го пресече падот или било што, као велам, окей, можеби некој се пораѓа внатре или као пушти. Нека движи. А порано што правеше во однос на социјални? Па се нервира на мрежите социјални или у вежбање, у возење. Се нервирав, се фрустрирав, ме фрустрираше, враќав, се трудев да се објаснувам, се трудев да како може, не ми беше јасно како може. Сега ми е јасно. Сега ми е јасно. Да. Звиздите на Грант на 18 години. И велиш, секој беше поинаку, или научив многу, или ме научија многу и станав некоја што сум, или што станав тогаш, да речеме, и во напред и во напотоа како сакаш, но што беше за тебе едно искуство, како такво едно искуство на голема сцена, што те научи на 18 години? Пак 18 години е се уште си дете, се уште си... Па, бев фрлена во оган. Во оган, затоа што тоа е оган. И кој ќе се снајде, ќе преживее. Дали се снајдов, дали преживеав, еве ме, со целото искуство, јас имам релативно добро искуство таму. Релативно добар багаж носам со мене. Прв пат се појавив и прв пат видов дека постои таква опрема добра, која што, нели... Таква продукција се, да. Имаше дружење, имаше толку многу големо, но ти кога си дете на 18 години, сакаш да се запознаваш со сите, имавме многу убаво време со моите, затоа што моите идеа со мене, ретко споделувавме моменти заеднички, ама некако пеењето секогаш не спојуваш и тоа ми е од оваа перспектива сега многу убаво да се навратам. Патувањето до Белград и назад, посетувањето на тетка на татко ми, која што живее во Белград. Никако сето тоа заедништво сега моментално го гледам како прекрасно искуство кое што и tekako и ден денес ми користи. Да. Знам дека ќе бидеш, нели, некогаш
Некогаш во една, никој да не знае кога беше порано, значи оваа емисија постоеше и 2005-2006 година, и ми беше гостин Роберт Билбилов, и јас го прашав што би го прашал татко ти ако сега е тука, нели? И една господја потоа во еден бутик ми рече како се усмели тоа да го направиш, нели? Многу сум била безобразна и дрска. Јас не мислам така, мислам дека додека ги споминуваш луѓето кои што не се меѓу нас, само тога живеат заедно со нас. Па и заради тоа ќе те прашам да речеме колку тоа одење таму во Белград, нели сега од оваа перспектива кога го нема физички тука, ти е нешто што е најубаво можеби или едно од најубавите искуства или едно од најубавите мигови, да речеме. Колку сега од оваа перспектива кога ќе се вратиш, нели е нешто за што сега живееш и ти убаво. Точно, стално знаеме да како млади да ги игнорираме родителите, да не посветуваме време на нив, да мислиме дека ќе се тука цел живот, дека нели по дефолт тука се. Нема што да мислам за тоа. Да. И од оваа перспектива сега кога веќе едниот родител го нема, секој миг кој што сум го поминала заедно го враќам и ми е можеби малку криво што он не ќеше да се слика. Толку многу и имам. Го знам тоа. Да, и сега немаш слики. Да, имам малку помалку слики со него, ама имам доволно, фала му на Бога и за тие. И имам видеа, имам војсови со кои што живеам, кои што ги слушам ако не секојдневно, секој втор ден и ги носам со мене. И затоа еве совет до младите кои што или постарите кои што не гледат, секогаш да поминуваат мигови со родителите, со сите. Мислам со сите околу нас и да се прегрнуваат затоа што не знаеме кога последен пат ќе го прегрнеме нашиот родител. Така да тоа е онака заклучокот од целово искуство кое што периодов 7-8 месеци после смртта го носам со мене. Испеа песна? Или ќе испееш песна? Ќе испеам песна. Ќе испеам песна, здравје. Боже, се креира, се прави. Ќе испеам песна. Ќе го испеам. Секако. Како што го пеам на секој настап. Тоа ќе биде тешко или лесно за тебе? Јас од оваа перспектива зборувам нели емоции се во прашање, па не знам сега како е на сцена, ама веројатно е тешко да цело тоа го изнесеш на сцена. Многу е поубаво кога имаш емоции за нешто и кога самата песна што ја пееш е поврзана со тебе и е онака лична, така да нема да биде тешко тој аспект, ќе биде тешко од аспект да затоа што кога пееш ги поврзуваш сите мигови што сте ги поминале заедно, тој човек веќе го нема. Но сакам да го испеам затоа што заслужува да го испеам. Тоа е мојот татко, тоа е татко кој што беше тука за мене и најгласно навиваше за мојата музика, онака баш беше за мојата музика. Дури кога сите беа против неа, тој велеше ти тоа го сакаш, кога движи со тоа. Дури навиваше да ме пресели во Белград, да запишам и академија таму. Така да секој настап дури мислам дека го гледам кога ќе пеам и ми е така убаво, не ми е тажно, не е тага тоа е убаво. Едноставно се потсетувам, немам миг да не мислам на него. Супер. Друго, ќе ја слушаме, може? Може. Ајде. Одиме со джингл и пее Ивона. Noćta otkriva što sum sakrila. Dolgo sme ovde, dlaboko more, iluzija. Drugo ne mi treba, drugo samo ljubav.
се лажеме, знам дека е добро за нас да си премолчиме се, за да можеме да успееме. Не сме слободни во лага. Дај ми да те сакам, само ако сакаш. Доста се лажеме себе, немаме повеќе време. Или ќе пропадне се. Друго не ми треба, друго, само љубов. Да биде волшебно, магично, полното, трагично. Не ми треба друго, само љубов. Да има искрена близина. Друго не ми треба, друго, само љубов. Да биде волшебно, магично, вистинско. Не ми треба друго, само љубов. Да има искрена близина. Никој да не знае. И во една јој натаму во оваа никој да не знае. Имам уште 10 минути за муавет. Направивме муавет и за музика, ама не доволно за мене. Ајде да се осврнеме сега на тој дел, па имам уште еден дел за и околу живот и се она што го имаш кажувано низ интервјуа. Свесна си за своите квалитети од денешен аспект, заради тоа што се она што се случуваше, твојот пат, твојата борба, сега во наводи борба, ме разбираш, нели? Да го добиеш местото кое што го заслужуваш, не беше баш лесна, како да кажам, нели? Па да, мислам дека нема пат кој што е лесен, така. а и да има лесен пат, некако го одбирам потешкиот, зашто на потешкиот пат се засврстуваат корените и се пуштаат поубави корени. И некако после плодовите се подолготрајни. Поубави. И поубави. Дали сум свесна за својот талент? Дали си свесна за тоа каков вокал имаш? Свесна сум дека знам да пеам, свесна сум дека имам вокал кој што буди кај луѓето емоција и тоа е се што ми треба и што ми е доволно. Свесна сум дека не сум дека е подарок од Бог, затоа што немам на што да се свртам фамилиарно, никој нема, знаеш, да се закачиш за нешто, дефинитивно мораше да биде вака заради допрено од Бога. И затоа и мојата мисија, мојата животна цел сакам да ја пренесам преку музиката и се имам многу поголема одговорност кога ги знам работиве и кога знам малку повеќе од претходно и затоа многу свесно сакам да пеам убава музика, сакам да творам убави текстови кои што утре на двајца млади да сменат живот. Како беше? Не ми треба друго? Не ми треба друго, само љубов. Толку. Да. Апсолутно. Да. Ај сега за малце понеубава тема, ама била дел од твојот живот, исто така како булингот и депресијата или анксиозноста си ја диагностицирала во мај 2024. Велиш, гледав да не ставам толков голем фокус дека нешто страшно ми се случува, затоа што самиот збор ме подсетуваше на нешто страшно и темно. Многу ми е тешко да зборувам на оваа тема гласно, но одлучив тоа да го направам за да можам да ги охрабрам сите кои се соочуваат со било која состојба да погледнат малку поведро и од тишја перспектива колку и да е тешко да се борат и да се борат. Апсолутно, тоа е тема за која што нема многу зборано, затоа што беше тешка за зборање и некако чувствував дека можам погрешно да бидам разберана. Од овој аспект сакам да охрабрам луѓе кои што се соочуваат моментално со неа, дека ништо не е страшно и дека позади неа се наоѓа една убава ливада полна со светиња. Само на нас е да ја изодиме и да ја истраеме таа битка која што ни е дадена. Можам да си го кажам моето сведоштво е дека мојата депресија Што ти се случуваш? Замина.
Едноставно немав има функционална депресија, функционирав Добро. како механички. механички Добро. функционирав, Како на механички навивање. пеев, механички действував, не сакав со никој да комуницирам, не ме интересираше што се случува околу мене и само сакав да седам и да мижам, тешко ми беше и очите да ги отворам. И Тоа се траеше? тоа се случуваше, да, од 2024 до 2025 со еден мал прелаз. И дојде август, кога ја пуштив молитва, и тогаш се случуваше, и во септември го изгубив тато. И тоа беше триумфот во кој што требаше да бирам или десно или лево. Јас одбрав да се зацврстам во вера и да се молам дупло повеќе од тоа што сум се молела до сега и да барам помош од Господ, од нашиот Господ Исус Христос и онака сакам да ги охрабрам сите кои што се моментално соочуваат со тоа да пробаат, да почнат од некаде. Не велам дека заменува терапија, но велам дека менува живот и велам дека менува цела перспектива и целиот живот ми се смени од како почнав да гледам на животот низ очите на Господ и низ очите на Исус Христос и од тој момент почнав да живеам и затоа велам новиот живот настана нешто непосредно после смртта на тато, затоа што тогаш поверував. Фала му и слава му на Бога што денес позади мене е сето тоа и имам моментално во моје обкружување двајца луѓе кои што момент зборам и со кои што ги охрабрувам да работат на себе на тој начин. Но не се црно. Животот е прекрасен. Животот е толку многу убав и многу ми е криво што не ми е криво што сум го изодела тој пат. Немаше да знам колку е убав, да не сум го поминала сето тоа, но малку зборев за тоа. И се надевам дека некогаш ќе имам некоја прилика да онака целосно можам да зборам на таа тема, чисто за охрабрување, затоа што можеби ќе смени на некој нешто. Ова е време во кое што сите со некаков тип на депресија сигурно се соочуваме секојдневно. Апсолутно. Нели во текот на денот заради тоа што веројатно овој стрес што ни го прави се она што нели го се случуваме или се соочуваме дневно, ни создава потоа вибрации кои што не може да ги прифати телото. Тешко е да се надминат и да се поминат. Да. Јас ќе те прашам од еден друг аспект, мене ми е тоа важно колку ние сме ни луѓе па нели сите ќе речат пејачкава и анксиозна и депресивна била, нели? Тоа е муабетот. Така, заради тоа што е ова ново време, па сакаш за да бидеш актуелна, ти се одлучи за да бидеш и во депресија. Ти се случи ли тоа? Верувам да. Имаше коментари такви, имаше тоа. Сигурно, не знам, не памтам. Сигурно имало. Не се фокусирам на тоа моментално. Не се фокусирам на нешто што не ми служи, тоа не може да ми послужи. Секој на крајот од денот си го носи својот крст и секој има право да си мисли се што си сака. Само јас во мојата душа знам што сум имала и со што сум се соочувала или со што се соочувам. Така. Дека како јавни личности имаме одговорност да бидеме искрени, да бидеме општествено одговорни. Јас сум на тој начин општествено одговорна со тоа што ќе кажам, како јас сум се изборила. На некој можеби ќе помогне, на некој можеби ќе одмогне. Секој си го носи својот крст и јас стварно немам проблем со тоа. И што и да се искоментира од оваа перспектива сега, знам дека тоа не е мое. Тоа е на човекот и тој толку знае, пак се враќаме на толку знае, да знае повеќе, сигурно сум дека на друг начин ќе действува и тоа е тоа. Да. Верувајте во себе, но не и на сите гласови во вашата глава. Секојдневно одговарајте си на прашањето дали денес бев добар човек, како кон себе, така и кон другите, и сакајте се. Со цела своја душа сакајте го своето постоење. Ова ќе биде и последното како заокружување на ова никој да не знае. Мислам дека откривме некои нови сегменти, иако те гледав и на подкаст и така натаму, зборуваше на најразлични теми, сакав да е ова некаков сублимат од се нешто што сме зборувале. Темата Тамара не ја отворив заради тоа што мислам дека е доволно зборувано за неа и нели, тоа е тоа. Тамара е човек прекрасен, Тамара е моја драга особа, жива, здрава, многу си ја сакам. И тоа нема многу што да се додава и супер што го сумиравме целосно, зашто у принцип сакам да се појавувам кога има нешто ново, со оваа емисија ќе го затворам појавувањето
кога ќе се деси нешто ново, пак ќе се Пак ќе појавам го и тоа е отворам. тоа. Да. Така да тоа е одлуката нова, затоа што нема потреба да излегуваме од фриштер Така е. и да ги повторуваме Значи, верувате во себе и сакајте се, тоа е тоа. Да, верувајте и во себе, верувајте во Бога. Верувајте во себе и во Бога би додала. Сега не памтам од кога ми е таа Па, не знам изјава, сега, не. но сето тоа што сум го кажала, стоам позади тоа, но освен во себе, пред себе, верувајте во Бог затоа што Бог менува животи. Јас сум доказ дека Бог менува животи. Добро, се надевам дека во следното интервју ќе ми кажеш уште нешто, дека ќе станете тројца наместо двајца и така натаму и така наваму. Освен новиот албум, за тоа не му битев, мама не е Па време. тројца и албумот. Мислев живо суштество Ивона. И албумот е живо суштество. Добро, одиме со молитва за крај, за да имаме време за се. Ти благодарам. Микрофонот е низина, вие уживајте во молитва. Ти вкаранета, воздишки болни, пак ти се молитва на срце испиши ми завет пак, дур сенки